Поучни бонбони. На планетата Бу нема книги. Науката се продава и се консумира во шишиња. Историјата е една црвена течност што личи на сокот калинка. Географијата течност зелена како мента. Граматиката е безбојна и има вкус на минерална вода. Училишта нема, се учи дома. Секој утро децата според нивната возраст треба да голтнат чаша историја, неколку лажици аритметика и така натака. Но верувајте, пак не се задоволни. Ајде биди послушен, вели мајката. Не знаеш колку е вкусна зоологијата. Сладка е, многу сладка. Праша ја Каролина. Тоа е електронски робот што помага во куќната работа. Каролина добродушно се согласува прва да се напие од течноста во шишето. Си сипува еден прст во чашата, пие, цацка со јазикот. Уф, ама е убаво. И веднаш почнува да зборува од областа на зоологијата. Кравата е четириножен преживар. Се храни со трева и дава чоколадно млеко. Гледаш, ликува мајката. Ученичето се колеба. Се уште се сомнева дека не се работи за зоологија, туку за рибино масло. Потоа се помирува, си ги затвора очите и целата лекција ја проголтува одеднаш. Ракоплескање. Има, се разбира, грижливи и честолюбиви ученици, дури и лакоми, стануваат ноќе, крадат историја, калинков сок и го лижат до последната капка од чашата. Стануваат многу учени. За децата од детските јасли има поучни бомбончиња, со вкус на јаготка, на ананас, на карамела и содржат лесни стихови, имињата на деновите во неделата, бројките од 1 до 10. Еден мој пријател, космонаут, ми донесе за спомен едно такво бомбонче. Му го дадов на своето девојче и тоа веднаш почна да рецитира една смешна стихотворба на јазикот на планетата Бу. Горе-долу гласеше вака: Анта, анта, перо, перо, пента, пинта, пим, перо. И јас не разбрав ништо.